Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Настаните кои го одбележаа денот ги донесуваме веднаш по најавите. Останете со нас. Нови 500 вработувања во германски Дрекслер Мајер во Кавадарци. Едно дете загина, а 4 се повредени во сообраќајна несреќа која се случи вчера во село Бузалково. Продолжува забавата на плоштадот во Кавадарци. Тиквешки Гроздобер 2015. Викендов Кавадарци е домаќин на љубителите на добрата музика и вино на 51-та стопанско-деловна манифестација Тиквешки Гроздобер. Колешката Дијана Иванова ги донесува деталите од Кавадарци. Се пее, пие и игра во чест на богот Дионист овој викенд во Кавадарци. Лозарите дење на нива, навечер на плоштад, но и годинава со истата мисла, како ќе помине годинешната берба. Колку од купувачите ќе платат за килограм црно и бело грозје. Ние не бараме кој знае каква висока цена. Ние бараме реална цена која што моментално би требало да биде винското грозје. А тоа е? Ние бараме 15 со 13. Не може да зимате само црно и бело грозје. Треба да се сване апсолутно високо сортните сорти на грозје си барат посебен третман. Стопанско-туристичката манифестација Тиквешки Гроздобер е годинава на едно место. Ги спојува производителите од купувачите, но и љубителите на добрата голтка на тиквешко вино и ракија. Тие доаѓаат токму за тоа да го пробаат нашето вино, да направат компарација со другите вина кои што ги пробале. Мислам дека виното е нешто со кое што можеме навистина да се пофалиме и бидејќи има врвен квалитет, рамен на францускиот, е нешто за кое што се гордееме, а не да се срамиме. Манифестацијата кулминира вечерва со традиционалното карневалско дефиле. Инвестициите и вложувањето на владата во земјоделието продолжуваат, рече денеска при посетата на Струмичкиот регион премиерот Никола Груевски. Како дел од стратегијата која годинава започна премиерот Груевски, нагласи дека наредните години планирано е да се инвестираат 200 милиони евра за рехабилитација, реконструкција и изградба на системи за наводнување. Со овој проект ќе бидат опфатени околу 85.000 хектари земјоделски површини, на кои треба да се постават системи за наводнување, а исто толку и за одноводнување. Оваа влада, позната по големиот број на проекти за поддршка на земјоделците. Многу пати нашите политички опоненти ја нарекуваа и земјоделска влада. Таквата карактеристика воопшто не ни смета. Туку сосема напротив. Ние сме горди што токму земјоделието е еден од нашите најголеми приоритети. Почитувани присутни, за разлика од некои други земји во светот, Република Македонија нема излез на море, нема наоѓалишта на нафта, нема извори на газ. Нашето богатство се македонските полиња и планини и македонските земјоделски производи. Токму затоа, ние сме решени долгорочно и систематски да инвестираме во развој и унапредување на нашето земјоделие. Покрај субвенциите во земјоделието, помошта за набавка на земјоделска механизација, помошта за набавка на сертифицирани семиња, мерките за зголемување на приносот, унапредување на пакувањето и зголемување на пласманот на производите. Еден од нашите најголеми приоритети во наредниот период ќе бидат инвестициите во системите за наводнување на македонското земјоделие. На ова поле, ние како влада сме решени во наредните години да инвестираме 200 милиони евра за рехабилитација, реконструкција и изградба на системи за наводнување. Со овој проект ќе бидат офатени околу 85.000 хектари земјоделски површини, на кои треба да се постават системи за наводнување, а исто толку и за одводнување. Како дел од стратегијата, која што оваа година ја започнуваме, беа консултирани голем број професори, експерти, земјоделци и земјоделски компании. Нивни заеднички став е дека системите за наводнување, изградбата на акумулации за вода и правилен начин за користење на водата во голема мерка
ќе го подобри приносот и квалитетот на земјоделските производи. Токму затоа, ние како влада во наредниот период ќе бидеме посебно фокусирани на ова прашање. Владата е во финални преговори со глобална американска компанија за инвестирање во Струмица за изградба на фабрика за производство на автомобилски делови. Инвестицијата е вредна 20 милиони евра, а ќе овозможи 1500 нови вработувања во Струмичко, изјави денеска во Струмица премиерот Никола Груевски. Некаде во текот на следната недела, Виктор Мизо е задолжен за нивниот пречек и работа во текот на неделата, а секако ќе посетат и поголем дел од институциите. Тие досега беа неколку пати. Имаат интерна одлука на ниво на дивизија. Станува збор за глобална компанија што има повеќе дивизии, секоја дивизија произведува различни производи. На ниво на дивизија веќе има донесено интерна одлуката. Се очекува уште на ниво на холдинг да биде донесена, односно потврдена нивната одлука. Во меѓувреме доаѓаат да ги прецизираат деталите околу договорот. И тоа ќе биде нивната работа следната недела. Според нашите проценки, доколку се одвива во најдобар ред, очекуваме некаде крајот на октомври или ноември, најдосна декември, да ја објават инвестицијата, а потоа и да кажат кога точно ќе започне незината градба. Нивниот план е да започнат во Браунфилд, што значи во некоја постоечка хала, која што не се користи во моментот, и додека започнуваат да вработуваат таму првите 100, 200, 300 вработени, да ја градат новата Гринфилд, односно нова фабрика во технолошко-индустријската развојна зона во Струмица. Германски Дрекслер Мајер и понатаму е водечка фабрика по број на вработени лица. Наскоро фабриката ќе достигне до 6000 вработени лица, најави вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски. Ова дополнително ќе придонесе за намалување на невработеноста во овој регион. И понатаму фабриката за автомобилски делови, германски Дрекслер Мајер, е водечка фабрика по број на вработени лица. Ова е само една причина за ниската невработеност во општина Кавадарци. Наскоро фабриката ќе достигне до 6000 вработени лица. Ова го изјави вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски по потпишувањето на договорот за реконструкција и доградба на едно основно и 2 средни училишта во општината. Кавадарци е општина во која што имаме и многу вработувања, пред се во Дрекслер Мајер, каде што цифрата на вработени надмина 5000 лица и со последната најава дека во септември ќе имаме уште 500 вработувања, ќе се приближиме до околу 6000 вработувања, што е извонредно голем број на вработувања. Преку проектот Македонија вработува над 100 кавадарчани најдоа работа, истакна вице-премиерот Ставревски, кој воедно додаде дека општината се движи во добра насока и се создаваат подобри услови за живот на граѓаните на Кавадарци. 41,5% изнесува реализацијата на општинскиот буџет во првата половина од годината. Ова го покажуваат податоците од кварталниот извештај за работата на локалната самоуправа по првите 6 месеци од 2015 година. 41,5% изнесува реализацијата на општинскиот буџет во првата половина од годинава. Ова го покажуваат податоците од кварталниот извештај за работата на локалната самоуправа по првите 6 месеци од 2015 година. Општинската каса, според документот, немногу се полнела со пари од даноци. Во првото 6 месечие, наплатата на даноците се движела околу 30%. Од данокот на доход, имоти, комунални такси, во општинската каса се слеале близу 47 милиони денари. Според кварталниот извештај за работата на општината, во првата половина од годината, локалната самоуправа најголем процент на реализација остварила со програмата за уредување на просторот во руралните средини. Од предвидените 3,5 милиони денари за цела година, во првите 6 месеци инвестирала скоро 3,1 милион денари. Околу 50% од предвидениот буџет пак се искористени за одржување на јавната чистота и осветлување во градот. Кварталниот извештај на општината покажува дека некои програми и се уште не се реализирани. Значаен процент од парите, или над 50%, се инвестирани во одржувањето на урбаната опрема. Во првата половина од годината, локалната самоуправа потрошила скоро 2 милиони денари за поставување и одржување на клупи, корпи за отпадоци и друга урбана опрема.
Едно дете загина, а 4 се повредени во сообраќајна несреќа која се случи вчера попладне во село Бузалково. До несреќата дошло кога се превртел трактор со приколка кој бил управуван од 15-годишно дете, а на него биле вкупно 7 деца. Едно дете загина, а 4 се повредени во сообраќајна несреќа која вчера попладне се случи во село Бузалково при превртување на трактор. Едно од повредените деца заради сериозноста од повредите е пренесено на клиника во Скопје. Загинатото дете е на 13 годишна возраст. Од полицијата информираат дека несреќата се случила во местноста Врбица. На местото на несреќата починато е 13 годишно дете од село Бузалково, додека пак 5 од децата со повреди се префрлени во јавната здравствена установа Велес, од кои 4 се задржани за понатамошна обсервација, додека пак едно дете поради сериозноста на повредите е префрлено во клиничкиот центар во Скопје. Увид на местото на настанот извршен од страна на екипа на СВР Велес, како и од страна на јавен обвинител. Првичните информации говорат дека дете на возраст од 15 години управувал трактор кој влечел приколка, а на него биле 3 од вкупно 7 деца кои се превезувале. Причините за превртувањето на возилото и излетувањето од патот ќе бидат познати по завршувањето на истрагата. Телото на починатото дете по наредба на јавен обвинител е предадено на семејството. Во дворот од црквата Свети Климент Охридски полициски службеници од секторот за внатрешни работи Велес при вршење на работи од безбедноста при јавен собир, лицето со иницијали АА од Чашка во алкохолизирана состојба го нарушил јавниот ред и мир со омаловажување, а потоа и нападнал еден полициски службеник, туркајќи го, при што му нанел телесни повреди. Инцидентот се случил вчера околу 21 часот во велешката населба Чашка. Од страна на полициски службеник лицето АА е преведено во СВР Велес и против истото ќе биде поднесена соодветна кривична пријава. 3 од 4 средни општински училишта во Велес добија согласности од Општинскиот совет за формирање на паралелки со помал број на ученици. Единствено гимназијата Кочо Рацин не се соочува со ваков проблем, каде при уписот е постигнат неопходниот минимален број на ученици. Наближувањето на почетокот на учебната година речиси секоја година, училиштата ги соочува со проблемот на формирање на паралелки со помал број на ученици од законскиот минимум. На последната седница на Општина Велес се расправаше за формирање паралелки со помал број ученици во средните училишта во Велес. Средното стручно училиште Димитрije Чуповски побара согласност за формирање на 2 паралелки со помал број ученици и истата ја доби со 20 гласа за. Давање согласност за формирање на 2 паралелки со помал број на ученици, од кои едната е хемиски техничар со 12 ученика и прехранбен техничар со 21 ученик. Значи, се работи за паралелки кои што имаат различен наставен план и наставни програми. Слична е состојбата и со средното економско училиште Јовче Тесличков во Велес. Директорката Нада Јованова доби согласност за формирање на 3 паралелки со помал број ученици. Купно 3 паралелки од профилот економски техничар, а пријавени се 74 ученици, што е една бројка која што е мала за формирање на 3 паралелки, а голема е за формирање на 2 паралелки. За останатите профили имаме само по една паралелка, каде што не се пријавени доволен број на ученици и затоа бараме согласност од Советот. Едногласно беше изгласано решението за формирање на паралелки со помал број на ученици и во средното стручно општинско училиште Коле Неделковски. Единствено со ваков проблем не се соочува гимназијата Кочо Рацин, каде при уписот е постигнат неопходниот минимален број на ученици. Македонија има спортски надежи кои играат со упорност и цел. Такви се младите фудбалери на Борец јуниор, генерација 2007-2008. Сите се со ист сон, еден ден да станат славни фудбалери и да постигнуваат што е можно повеќе голови. Млади фудбалери со желба еден ден да станат големи звезди. Тоа е подмладокот на Борец јуниор, генерација 2007-2008. На професионалниот фудбалски терен на стадионот во Велес се надигруваа со своите врсници од Брегалница Штип, каде и во двата надпревари младите велешани победија со 4:1 и 5:2. Нивниот тренер Маријан Јаковлевски задоволен кажа дека неговите млади играчи играат на терен пред се со срце. Пред надпреварите со Брегалница играме од пријателски
фудбалерски аспект, значи додека почне првенството играме пред се да се дружат дечињата, да видиме до каде се стасени, како што сме работеле претходните месеци. Пред се играме, како што кажав, за дружење, пријателство, па потоа за дај Боже нели некој дете да отиде понапред, да се истекне. Тренерот на Брегалница Штип Мирко Јакимовски исто така задоволен од неговите играчи, вели дека најважна од се е упорноста и дружбата, но исто така и да се постигнуваат повеќе голови. Фудбалски клуб Брегалница Штип, значи пионерско-младинската школа, во соработка со борец јуниор од Велес. Долги години соработуваме на планот околу фудбалски напревари, значи пријателски напревари. Денес, значи, напревари играат најмалите генерации, односно родени 2007, 8 и 9. Ќе направиме од 2 до 3 надпревари, се надеваме, значи, на соработка во недела треба да дојдат кај нас во Штип и така, значи, продолжуваме понатака со напреварите. Секој од овие млади фудбалери има по еден сон, еден ден и тие да станат славни фудбалери. Навигам за тимот Реал Мадрид. А кој е твојот омилен играч? Кристијано Роналдо. Сакаш да бидеш еден ден како него? Да. Омилен играч е Хазард. Дали сакаш еден ден да бидеш како него? Сакам и имам таков дрес како него. Супер. Како се викаш? Петар. Петар, кажи ми ти за кој фудбалски тим навиваш? За Реал. И кој играч е твој омилен? За Меси. Ти навиваш за Меси, така? Сакаш да бидеш еден ден како Меси? Да. Димитар, кажи ми за кој фудбалски тим навиваш? За Реал. И твојот омилен играч? Роналдо. Сакаш еден ден да бидеш како Роналдо? Да. Добро. Како се викаш? Марко. Марко, кажи ми кој е твојот омилен играч? Роналдо. Роналдо, а за кој тим навиваш? Реал. Сакаш да бидеш еден ден како Роналдо? Да. Добро. Како се викаш? Благојче. Благоче, кажи ми ти за кој фудбалски тим навиваш? Реал. За Реал навиваш? А кој е твојот омилен играч? Роналдо. Сакаш да бидеш како Роналдо еден Да. ден? Затоа тренираш фудбал? Да. Овие млади фудбалери се спортски надежи кои играат со упорност и цел. Остварување на сонот еден ден и тие да се играат во некој прволигашки тим е поттик за напорен тренинг и совршување на фудбалските вештини. Откриена нова пештера во Илшани, 2 километри во планината Галичица. 83 милиони евра исплатила македонската дијаспора и печалбарите за првите 6 месеци од оваа година. Откриена нова пештера во Елшани, 2 километри во планината Галичица, информираат холандските спелеолози кои присуствуваа на првиот истражувачки спелеолошки камп што неодамна се одржа на западните падини, на кои беа истражени и постоечките пештери. За истата тие вела дека не е многу туристичка бидејќи е многу тесна и малку ризична. Потребна е опрема и добра спремност бидејќи внатре има одрони и треба многу да се внимава. Македонските спелеолози планираат пештерите да бидат мапирани и дел од туристичката понуда на Охрид. Холанѓаните пак се најголемите влюбеници во планината, а пештерите ќе бидат мотив плюс за посета на Галичица. Во Македонија спелеолошкиот туризам се уште не е развиен како во останатите земји. Македонските спелеолози прават напори во иднина да се направи пристап до пештерите и тие локалитети ќе бидат обезбедени за посета како на домашни, така и на странски туристи. Кампот е во организација на спелеолошките клубови Златоврв Прилеп и Ботом Тајм од Охрид, во кој учествуваа 11 спелеолози. $83 милиони евра во Македонија испратила македонската дијаспора и печалбарите во првите 5 месеци од оваа година. Ова се пари од лични трансфери што овде доаѓаат по официјални канали, односно преку банките. Парите што во Македонија ги испраќаат иселениците се во просек околу 4% од вкупниот домашен бруто производ на земјава. Сепак, ова не е конечната сума на испратени пари во земјава од страна на иселениците. Износот на тие пари е многу поголем, бидејќи огромни се сумите што влегуваат преку роднини и пријатели и потоа се разменуваат во менувачниците. Ако се пресметаат и овие пари, дознаките во државава достигнуваат од 10% од вкупниот бруто домашен производ. Добитник на наградата Браќа Миладиновци е книгата Години без лето од Виолета Танчева Златева, избрана за најдобра стихозбирка на македонски јазик, објавена меѓу двата фестивалски изданија на Струшките вечери на поезијата за 2015 година.
Председателот на жири комисијата, професорот Зоран Анчевски, истакна дека авторката не претендира низината поезија да се одликува со длабока символика или пак со изнасилен излив кој не дозволува низината поезија да биде само неконтролиран излив на емоции. Наградата Браке Миладиновци пак според директорот на Струшките вечери на поезијата значи одлика на она што било продукција меѓу двата фестивалски изданија. На конкурсот за наградата пристигнале 50 поетски книги, а во потесен круг влегле Киноутро од Јовица Ивановски, слики од Гордана Михаилова, Бошнаковска, Се случува вечност од Радован Павловски, Години без лето од Виолета Танчева Златева и Преместување на мигот од Тодор Чаловски. Најмалку 20 загинати во бурата Ерика што ја зафати Доминиканската република. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун изрази жалење за смртта на мигрантите во Австрија и Средоземното море. Вести од светот. Најмалку 20 лица загинаа, 31 се водат како исчезнати во бурата Ерика, што го зафати Карипскиот остров Доминиканска република. Рузвелт Скерит, премиерот на Доминиканската република, изјавил дека се уништени стотици куќи, мостови и патишта. Тој додал дека бурата предизвикала поплави и лизгање на земјиштето и оваа катастрофа ја врати земјата 20 години назад, истакнал Скерит. Бурата ги погоди и девствените острови. Од бурата Ерика загинаа најмалку 4 лица во Порто Рико. Поради бурата Ерика се очекува невреме и на Хаити, на Бахами и на островите Таркс и Кајкос. Гувернерот на Американската сојузна држава Флорида Рик Скот прогласи вонредна состојба поради приближување на бурата Ерика. Метеоролозите прогнозираат дека Ерика ќе стигне до Флорида в понеделник, но оти бурата нема да прерасне во ураган. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун изјавил дека е шокиран и изразил жалење поради смртта на мигрантите во Австрија и во Средоземно море. Тој синоќа апелираше до владите да вложат поголеми напори за решавање на мигрантската криза во Европа. Бан ги пофали лидерите и заедниците кои преземаат акција за решавање и прием на се поголемиот број бегалци, но додал дека е потребно да се направи многу повеќе. Во меѓувреме, Белата куќа соопшти дека мигрантската криза во Европа покажала дека Блискиот Исток има влијание и надвор од регионот. Портпаролот на Белата куќа Джош Ернест изјавил дека Европа треба да се справи со трговците со луѓе кои ги експлоатираат мигрантите и да ги заштитат човековите права на бегалците. Реакцијата на Бан и на Белата куќа уследија по информациите за нови трагедии на копно и на море, при што за 48 часа загинаа над 270 луѓе, а нивниот број од почетокот на годината изнесува 2400. Дваесет и 4 лица се повредени од експлозија на мина во турскиот округ Мардин во близина на Сирија. 10 од повредените се полицајци. Инцидентот се случил кога автобус налетал на мина. Терористичкиот акт е дел на Курдската работничка партија, информираат дел од турските медиуми. Полицијата почнала голема операција за пронаоѓање на сторителите. Турската армија од средината на јули презеде неколку операции против Курдската работничка партија во Северен Ирак и на територијата на Турција. Како одговор на тоа, Курдската работничка партија речиси секојдневно извршува напади врз турските безбедносни сили. Евгений Попацев е победник на 29-тото издание на Охридскиот пливачки маратон. Тој патеката Климе Савин од Светинаум до Охрид во должина од 30 километри ја исплива за 5 часа 39 минути и 42 секунди. Распоредот на второпласираниот и третопласираниот маратонец ќе биде утврден дополнително, бидејќи некои од пливачите пред самиот финиш ја промашија поставената контролна точка. Така што можно е третото место да му припадне на нашиот Томи Стефановски, кој како
четврт мина низ целната линија. Првото место во женска конкуренција и припадна на италијанката Аличе Франко, која маратонот го исплива за 5 часа 44 минути и 3 секунди. Попацев е првиот македонски пливач што победува на маратонот во изминатите 29 изданија, колку што Охридскиот маратон е на Гран При програмата на трки на отворени води на Светската пливачка федерација. Следуваат останатите вести од домашниот спорт. Македонската кикбокс репрезентација на Европското првенство за јуниори и кадети што се одржуваше во Сан Себастијан, Шпанија, се врати со 2 сребрени медали и 1 бронзен. Марија Божиновски во категоријата над 70 кг во финалето беше поразена од италијанката Марта Филипи, додека Бобан Илиовски во категорија до 71 кг загуби од русинот Тимур Азизов. Претходно Хадис Рамадани го освои бронзениот медал. Од понеделник почнува продажбата на сезонски билети за надпреварите на Вардар во ракометната лига на шампиони. Предност во купувањето на овие блок карти ќе имаат сопствениците на истите од минатата сезона, кои ќе може да го направат тоа од понеделник до среда, додека од четврток ќе започне регуларната продажба на билетите за сите останати љубители на ракометот. Блок картите за новата сезона во лигата на шампионите ќе бидат со цена од 2500 денари, а ќе може да се купат исклучиво на билетарата во салата Јане Сандански секој работен ден од 10 до 18 часот. Со убедливата победа против Гранолес во каталонскиот суперкуп, Барселона успешно ја започна новата сезона. Најефикасни на надпреварот беа Рутенка со 6 и капитенот на Барса Тома со 5 погодоци. Со овој триумф на Барселона, нашиот најдобар ракометар Кирил Лазаров стигна до својот 46-ти трофеј во кариерата, а својата колекција ќе има шанса да ја зголеми за неколку дена кога во шпанскиот суперкуп неговата Барселона повторно ќе ги одмери силите против Гранолес. Доделени 9 златни медали на светското првенство во атлетика. Маркес ја освои пол позицијата на патеката во Англија. Меѓународен спорт. Марк Маркес ја освои пол позицијата на патеката Силверстон. Тој на квалификациите возени денеска постави најбрзо време на патеката од 2 минути и 234 илјадитинки, што беше недостижно за конкурентите. Од втората позиција на утрешната трка ќе стартува Хорхе Лоренцо, а трете Дани Педроса. Валентино Роси ќе започне трката од четвртата позиција. Трката е утре со почеток во 14 часот, а во генералниот пласман клупските колеги Лоренцо и Роси имаат изброј бодови, но шпанецот е лидер поради поголемиот број на победи во сезоната. Во предпоследниот ден од светското првенство во атлетика доделени се нови 9 златни медали. Највозбудливо беше на штафетната трка 4 пати по 100 метри во машка конкуренција, каде што репрезентацијата на Јамајка е несовладлива. Тие повторно ги победи американците кои по деталниот преглед на снимката беа и дисквалификувани. На второто место се пласираше домашната штафета која за прв пат учествуваше во едно вакво финале. Бронзен медал освои штафетата на Канада. Во истата дисциплина на ова женска конкуренција исто така победи Јамајка. Сребрен медал освои американките, а бронзен штафетата на Триндат и Тобаго. Во трката на 800 метри во женска конкуренција победи Марина Арзамасова од Белорусија со време од 1 минута 58 секунди и 3 стотинки. На подиумот друштво и правеа Бишоп од Канада и Сум од Кенија. Во истата дисциплина на овомашка конкуренција победи Давид Хит, кој трката ја заврши за време од 2 минути и 92 стотинки. Дурен од Шведска и Ширер од Канада завршија на втората, односно третата позиција. Во финалната трка на 400 метри во женска конкуренција британките Кейтон и Мичел ги освоија првите 2 позиции, додека трета заврши Вилсон од Нов Зеланд. Во последната трка денеска Мо Фарах освои уште еден златен медал за Британија во дисциплината 5000 метри. Последната дисциплина во декатлон го даде и победникот. Ештон Итон го сруши светскиот рекорд со освоените 9045 поени. Марија Кучине ги победи Бланка Влашич и Јана Чичерова во дисциплината скок во височина. Сите ја прескокнаа висината од 2 метри и 1 сантиметар, но Кучине имаше најдобра серија, па затоа го освои златниот медал. Во фрлање диск полскиот атлетичар Малаковски со должина од 67 метри 40 сантиметри дојде до златниот медал. Претходно денеска словакот Матеј Тот го освои првиот златен медал во историјата на светските првенства за неговата држава во дисциплината 50 км брзо одење.
Јужнокореанец од 23 годишниот Сон Мин е нов член на Тотенхем. Тој потпиша договор со премиер лигашот до 2020 година. Мин во Англија доаѓа од Леверкузен каде настапуваше 3 сезони, а за фармацевтите одигра 87 надпревари и постигна 29 погодоци. Тој за својот деби во англиската премиер лига ќе мора да почека најмалку до следниот викенд, затоа што се уште нема добиено работна дозвола. Тиаго Алкантара го продолжи договорот со Бајер Минхен. Тој во германскиот шампион ќе остане до 2019 година. Алкантара пристигна во Бајерн во 2013, но поради големиот број на повреди, тој досега има одиграно само 25 надпревари во германското првенство. Сончево и топло време имавме денес, слично време не очекува и утре. Еве ги деталите за временската прогноза за општините од Вардарскиот регион. Ви благодарам на вниманието, почитувани. Останете и понатаму со нашата програма. Пријатно.